Секој кадар се создавал рачно, еден по еден, со вистински цртеж на хартија. Замислете, потоа секоја слика која што била цртана се фотографирала со камера за да се добие движење кога ќе се прикажат цртежите последователно. За еден цртан филм често биле потребни десетици илјади цртежи, секој со минимална промена во движењето. Тоа биле тимови од уметници со недели, со месеци, па дури и години внимателно цртајки ги, сенчејки ги и бојадисувајки го секој лик и позадина рачно со четки и бои. Се било физички, непосредно присутно. Луѓето живееле и работеле присутно и се вложувале со љубов и срдечност во таа работа. Токму затоа старите Дизни цртани изгледаат толку живописни. Во секој кадар има човечки потек, енергија, внимание, кои денес се заменети со дигитална автоматизација, за жал. Уметноста не била резултат на алгоритам, туку на човечка душа и време посветено на секој детал. Современите цртани се почесто ја губат таа морална димензија. Наместо приказни со срце, со добрина, со кроткост, со едноставност, со поука, гледаме сарказам, иронија и насилство, што се представува како хумор. Гледате, злото веќе не се прикажува за да се надмине и да се научи каде може да се најде, туку за да се исмеат неговите последици. Така детето тешко разликува што е сериозно, а што само шега. Насилството станува нормално, а добрината наивна. Тоа психолошко влијание е длабоко. Детето не се учи на духовна суштина и длабочина. Бидејќи дете што расте во свет на цинизам и извртување на вредностите, почнува да ја губи емпатијата. Се помалку чувствува болка кога некој страда и се повеќе се идентификува со силата наместо со љубовта. И тоа не се случува свесно, туку нативко, во духовно, подсвесно ниво, длабоко, дури и преку боите, музиката и тонот на говорот во самите ликови во цртаните филмови. Бидејќи детето се врзува со ликот, прави проекција, почнува да се идентификува со тој анимиран лик. Желба за поседување, сеува тој консумеризам кој што го гледа кај мама и тато и тој посакува да го има она што го гледа од телевизија. Циклус на зависност, се создава секој нов филм или серија да создава нова генерација на играчки, нови потреби, нови илузии кај децата. Детето на тој начин што учи? Учи дека среќата се купува со пари. Неговото мозоче почнува да го поврзува емоционалното задоволство со предметот, а не со искуството. Се создава идентитет преку брендирани символи, као наводно јас сум вреден ако имам. Родителите стануваа соучесници во системот, купувајќи за да не се чувствува детето инфериорно, што значи, како што кажавме до сега, некако се прецизира и се оди во тој аспект да се поддржува тој консумеризам и да се шири злото дури и на овој начин преку најмалите деца. Бидејќи ова е исклучително една игра и мрежа на злото кое што сака се повеќе човекот да го однесе кон работ на екзистенцијата, да ја изгуби суштинската смисла и вредност на живење. Да не заборавиме дека цртаните филмови се моќен психолошки инструмент. Тие може да воспитуваат, но и да разградуваат, затоа што ако се водени од ниски профитирачки и слични цели, се дел од доменот и мрежата на злото кое сака да го уништи духот, едноставната среќа и спокојството кај човекот, поготово кај најмладите. Сето ова создава и социјални последици. Детето се навикнува кон материјалност, учи дека вреди онолку колку што има, се чувствува срам и исклученост, односно децата кои не може да си ги дозволат овие луксузни играчки или цртани филмови или некои модни ТВ серии кои што се купуваат преку програми, се чувствуваат дека се помалку вредни само затоа што дома ги немаат. Се прави култура на споредба и на гордост и сеува егото, кое што впрочем ги дели и самите дечиња уште од најмала возраст.
Затоа, вниманието треба да биде кај секој родител при изборот и на цртани, но и за тоа децата со кого се дружат, бидејќи воспитанието е и дома, и на улица. Сето ова треба да не освести, да бидеме малку посвесни за духовното постоење помеѓу доброто и злото и да го одбереме вистинскиот пат, односно патот на светлината. Ето, се надевам дека од ова видео научивте многу важни нешта, се освестивте и верувам дека доколку сте родител нема да влезете во таа детска игра на шарен свет и изобилен свет кој што екзистира во модерното време, бидејќи тоа е масло на сатанат. Доволно еден ефтин роден ден со вистинските пријатели, макар биле и 5 дечиња, отколку изобилен роден ден со целосно луксузен, совршен естетски изглед, а при тоа внатре да нема ништо, само буквално да владае сатаната на тој роден ден и да не го славиме реално нашето постоење. Нека овие мудри, речеме, се надевам, мудри зборови и содржина допре до вас практично, не само вака теоретски, бидејќи теоретски е најлесно да ги прочитаме и видиме и ослушнеме нештата, додека во практично е најтешко да го изиграме тоа, но јас ве мотивирам и ве поттикнувам да тргнете по тој пат. Јас ви благодарам, а ние се гледаме во следното видео.